Иднината била мистична за човекот кој секогаш сакал да знае што ќе му донесе. За среќа, барем што се однесува до автомобилите, нас ни е добро познато што ќе се случи во штотоку започнатата 2020 година. Пред да ве запознаеме со новите модели кои допрва ќе бидат цел на купувачите, ви посакувам среќна, весела, успешна година исполнета со здравје и просперитет. Во следните 30 на минути сигурен сум дека ќе ги исполниме вашите срца со радост и задоволство, бидејќи ви откриваме дел од иднината која не очекува. Уживајте! За прв пат после 3 децении годината не започнува со салонот на автомобилите во Детройт. Во обид да се спаси што може да се спаси, тој е преместен за јуни. Решение за неизвестната иднина бараат и организаторите на салоните во Франкфурт, кој минатата година беше домаќин на најзначајната премиера – Volkswagen ID3. Заедно со новото лого тој треба да го одбележи третиот почеток за марката од Волфсбург. Според димензиите, тој е голем колку Голф, додека одвнатре е попрострен. Електричната иднина му ја обезбедуваа 3 изведби со различни батерии и автономија од 330, 420 и 550 километри. Без разлика на големината, тие имаат гаранција од 8 години или 160.000 километри. Од Volkswagen вела дека ID3 за половина час ќе повлече од електричната мрежа доволно струја за поминување 290 километри. Производството веќе му е започнато, а цената му е поставена на 30.000 евра. Исто во Франкфурт групата ни ги представи и Тајкан, со кој Порше малку ги разгневи своите фанови. Причината беше зборот турбо во неговата ознака, кој нема никаква смисла, бидејќи се работи за електричен автомобил. Германците многу добро го знаат тоа, но сепак се одлучија така да ги илустрираат перформансите на неговите помојни верзии. Најсилната меѓу нив располага со 761 коњска сила, кој ќе го лансира до 100 км на час за само 2,6 секунди. Автономијата надминува 400 км, а цената на најевтината варијанта е 106.000 евра. Но тоа очигледно не е проблем, бидејќи Порше се пофали дека уште пред да биде представен веќе го имале резервирано повеќе од 30.000 купувачи. Со оглед дека е планирано годинава да се направат 20.000 единици, јасно е дека листата на чекање уште сега е со години долга. Спремен си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш својата кола да одам по нив? Океј. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1,2 PureTech мотор со 110 коњски сили. Сега во понуда за 15.990 евра. Quiz, query, try, spy, take cover, go for a swim, go on a whim, go outside in, and inside out. Look once, look twice. Follow a compass, not a clock. Never stop discovering. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот
Kia ProSeed. Храбар потек. Метрополис. Број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Трендот е електричните возила да се представуваат година до година и пол пред да бидат лансирани доволно кажува за тоа колку слабо овие технологии се подготвени за масовната примена. Од тоа не се имуни ниту пионерите на ова поле, како што е Тесла. Затоа и компактниот кросовер модел Y, иако покажан во март лани, на пазарот ќе се појави во годината во која што туку зачекоривме. Поставен е на иста платформа од Модел 3 и очекувано ги има превземено дизајнерските елементи од него, посебно на предниот дел. Во минималистичката внатрешност во која има место за 7 патници или 1,9 кубни метри товар, доминира 15-инчниот екран чувствителен на допир. Ке располага со пакет батерии доволни за 370 км и ке чини $39,000. Од Америка ќе ни пристигне уште еден електричен кросовер кој ќе го дели името со Мустанг. Додавката Mach-E треба да ги разликува, иако никој нема да ги помеша. Новиот модел има смирен дизајн инспириран од мускулестиот спортист со кој ќе привлекува внимание. На предниот дел се истакнуваат витките LED светла, спортски нискиот браник и затворената маска. На неа го нема логото на Ford, туку пркосно стои познатото диво конче. Вториот пар врати, кои немаат рачки, туку се отвораат со прекинувачи со сензори, одлично е вклопен во купеовскиот спуштен покрив. Задниот дел со своите меко заоблени површини е модерен и тој најмногу подсетува на Мустанг. За жал, во внатрешноста скроена без многу естетика, на звучното име скоро ништо не асоцира. Ке биде на располагање во 5 верзии со 1 или 2 електромотори и батерии доволни за автономија меѓу 450 и 600 километри. Цената му стартува од $44,000. Значаен новитет меѓу електричните возила подготви и Honda. Малиот градски автомобил уште како прототип заинтересира дури 25,000 потенцијални купувачи, што е 5 пати повеќе од очекуваното. За него тие не ја знаеа ни цената, ниту пак дека серискиот модел, наместо со ретровизори, стандардно ќе биде опремен со камери. Погонот е на задните тркала, а автономијата му изнесува околу 200 км. Од него ќе се изроди и симпатично спортско купе, кое засега се уште не е потврдено. Иако со години наназад активно работи на моторите со внатрешно согорување и Mazda подготви електричен модел. Нарекувајќи го автомобил со батерии, а не батерии на тркала, јапонците сакаат да кажат дека тој не е настанат по секоја цена да се следат трендовите, туку дека при неговото конструирање се мислело и на околината и на возачот. Ја има ознаката MX-30, што јасно укажува дека треба да биде кросовер со карактеристики на спортски автомобил. Клучно во целата приказна е вистинската големина на батериите, кои со својата тежина не ја компрометираат леснотијата на управувањето. Му овозможуваат автономија од околу 200 км, додека времето на полнење не е познато. Јапонците не ги објавија ниту спецификациите на електричниот мотор, но затоа не пропуштија да кажат дека акцентот е ставен на креирањето вештачки звук, кој е важен за перцепцијата на возачот за брзината. Со фокус длабоко насочен кон хибридните и возилата на водород, имуни на електрификацијата не можеа да останат ниту во Toyota. Нивниот прв електричен модел е спакуван во каросеријата на Lexus UX300e и располага со еден електромотор со 204 конски сили сместен напред. Литиум-ионските батерии од 54,3 киловат-часа овозможуваат автономија од дури 400 км со едно полнење, за
кое ќе требаат нешто повеќе од 8 часа. Продажбата во Европа и Кина ќе му започне годинава, во Јапонија во 2021, а пласман во Америка не е предвиден. Цените засега не се споменуваат. За чекор пред останатите, Ауди го подготви својот втор електричен модел. Во ознаката ја има додавката Sportback, која укажува дека од e-tron се разликува по купеовскиот спуштен заден дел. Димензиите и тежината му се скоро идентични, исто како и дизајнот напред. Изменетата силуета му дава подинамичен изглед и подобра аеродинамика. Најголемите разлики сепак се во низата технички подобрувања, кои веројатно ќе се преселат и кај неговиот постар брат. Со нив инженерите на Ауди успеа да ја продолжат автономијата на 446 км кај посилниот модел. Тој номинално располага со 360 коњски сили, кои краткотрајно може да пораснат на 402. Послабиот модел има 313 коњи, но и помали батерии доволно за автономија од 347 км. Ке се произведува заедно со стандардниот e-tron во фабриката на Ауди во Брисел. И од Шпанија годинава треба да очекуваме електричен модел. Како прв таков на Seat, тој малку изненади со својот изглед. Ја има истата платформа како својот роднина од Волфсбург и со едно полнење на батериите може да помине околу 500 км. Елборн малку е повисок од него и благо кокетира со кросоверските трендови. Доста работи се уште не се јасни, но нема дискусија дека ќе ја промени пазарната позиционираност на марката. Има назад поставен електромотор со моќност од околу 170 коњски сили. Батериите со капацитет од 111 киловат-часа, кои ќе му овозможуваат автономија до 550 км, ќе бидат сместени во подот. Заради тоа нуди голем простор во внатрешноста, која не е толку футуристички решена како кај ID3. И Volvo со XC40 тргна по електричниот пат на иднината. Швеѓаните со него ја промовираа и ознаката Recharge, која во иднина ќе ја носат сите такви модели на марката. А нив ќе ги има многу, бидејќи очекуваат до 2025 година да сочинуваат половина од продажбата. Истата основа ќе послужи и за неговиот кинески братучет Polestar 2. Тој има два електромотора со вкупно 408 коњски сили и батерии доволни за 500 км пат. Предвиден е да чини 40.000 евра. Како и првиот модел на марката, ќе се продава исклучиво преку интернет. Поддржани со оптимизмот на групата Гили, струјата даде надеж за враќање на старата слава на Lotus. Британците тоа ќе го сторат со спортскиот модел Evija, кој во своите 2000 коњски сили ќе бидат најмокниот серијски производен автомобил на планетата. Возбудливоста во возењето е обезбедена со централно поставените батерии, кои му овозможуваат автономија од некои 400 км. Способни се да користат полначи од 800 киловати, какви што се уште нема на пазарот. Планирано е да се направат 130 примероци по цена меѓу 1,5 и 2 милиони фунти без давачки. Кога зборуваме за електричните спортски автомобили, не можеме да го заобиколиме Римац. Во очекување на лансирањето на својот втор модел, хрватската компанија собра доста плодови од своето работење. Hyundai и Kia во неа вложија 80 милиони евра. Porsche го зголеми учеството на 15,5%, а направени се и низа договори за технолошко партнерство и со Aston Martin, Seat и Renault. Технологиите на Римац ги користи и Pininfarina Battista. Ги има истите 1900 коњски сили од C2 моделот, кој дизајнерското студио ќе го лансира под своите ознаки како посебен бренд. За разлика од другите хиперавтомобили, изгледа складно елегантен. Планирано е производство на 150 примероци по цена од 2 милиони евра. Нас во Македонија годинава ќе не израдуваат неколку електрични премиери.
Прва ја очекуваме Kia Soul, која доцни заради големата побарувачка пред се во Јужна Кореја. И понатаму е мешавина од кросовер и моноволуменец и веднаш препознатлив за секој што макар само еднаш го видел. Коцкастиот дизајн е дополнет со бројни футуристички елементи и Soul сега изгледа доста позрело. Значајни измени има и во внатрешноста, чиј лептерен стил е дотерен со поквалитетни материјали и модерна опрема. Овој урбан кросовер има 204 конски сили и е на располагање со 2 пакета батерии кои му обезбедуваат автономија од 280 или 450 км. Kia ја разгледува можноста за европскиот пазар да се произведува во Словачка. Цената во Германија изнесува 34.000 евра. Ке следат и електричните верзии на Opel Corsa и Peugeot 208, кои без разлика на погонот ќе бидат доста атрактивни за нашите купувачи. Со изглед кој просто фасцинира, францускиот SUV компакт јасно се издвои како најатрактивен автомобил во својот сегмент. Слично уреден е интериерот, во кој значајна новост е новиот тридимenzионален кокпит со дигитална инструмент табла. Покрај со унапредените бензински и дизел мотори, новиот 208 ќе биде понуден и во електрична изведба со 136 конски сили. Максималната брзина му е ограничена на 150 км на час, а батериите ќе му обезбедат реална автономија од околу 340 км. На почеток, французите планираа годишно да произведуваат по 300.000 примероци од новиот 208, од кои 10% електрични, но беа изненадени од силниот интерес на купувачите и овој процент веднаш го удвоија. Веруваме дека така ќе биде и во Македонија. Од Peugeot треба да ни пристигне и обновениот кросовер 2008. Со силно инспирираниот изглед од 208, тој веднаш беше обсипан со оценките дека е еден од најубавите на пазарот. Во поглед на димензиите нарасна во сите правци, а мудро и вешто изведената стилска комбинација меѓу 208 и 3008 се среќава и во внатрешноста. Модерно обработена, во неа доминираат iCockpit опкружувањето и големиот централен екран со своите прекинувачи како типки на клавир. Од системите за асистенција возачите најмногу ќе ги израдуваат помошта при паркирањето и автоматското сопирање. Ќе биде лансиран со 3 бензински и 2 дизел мотори, а ќе ја добие и електричната погонска група од E208. Погонот на сите тркала го заменува грип контрол системот познат од другите модели, кој го олеснува возењето во потешките услови. Струјата не само како помош за подобра ефикасност ќе биде адут и на новите генерации на Jazz и Yaris. Интересна е одлуката на Honda својот градски модел во Европа да го продава само како хибрид. Дизајнот се уште кокетира со моноволуменските форми, што на овој автомобил му даваат уникатни особености. Тој дополнително е подобрен со неколку умни решенија, како што се задните седишта кои може да се подигнат за полесен транспорт на велосипеди. Интериерот е потполно нов и донесува двокрак управувач, дигитална инструмент табла и голем централен дисплеј. Техничките детали за новиот Jazz до крај не се објавени, но е јасно дека неговата погонска група ќе биде базирана на свежо лансираниот CR-V хибрид. Јапонците сепак не ја исклучија можноста во иднината, барем за одредени пазари, да се појави и со конвенционални мотори. За разлика од Honda, Toyota ќе ги задржи и бензинците во понудата на Yaris. Новост е што на јапонскиот пазар овој модел ќе биде достапен и со електричен погон на сите тркала. За Европа и понатаму ќе се произведува во погоните во Франција, во кои Toyota вложи 300 милиони евра за приспособување на новата платформа. X лицето е напуштено и неговите остри црти се заменети со заоблена и длабока кон дното извлечена маска. Отворите за
воздух одстрана подсетуваат на борбен авион, а силуетата со високо издигнати задни бокови е како клин закосена. Новиот хибриден агрегат ќе биде трицилиндричен 1,5 литарски со се уште непозната силина, направен по углед на оние во Corolla и Camry. Придружениот електромотор ќе дава 80 конски сили и 140 Нм, а батеријата конечно е литиум-јонска. Од Toyota велат дека во однос на актуелниот модел ќе штеди до 20% гориво и за исто толку ќе има помали штетни емисии на издувни гасови. Во годината што ја започнавме од Чешка, ќе ни пристигне значаен новитет. Моделот кој ја трансформираше марката од млада Болеслав сега е поелегантен, поопремен и технолошки понапреден. И поголем секако. Октавија е долга 4,7 метри, широка 1,83 и има меѓуорски на расстојание од 2,7 метри. Тоа значи дека просторноста и практичноста се задржани на познатото ниво, што впрочем покрај цената се и најважните карактеристики на чешката семейна лимузина. Колку точно ќе чини засега не знаеме, но познато е дека ќе доаѓа со 3 дизели, 3 бензинци и 1 плагин хибриден мотор. Изгледот е модерен и со согласност со најновиот дизајнерски правец на марката, посебно напред. Двете предни светла технички прецизно се вклопени меѓу хаубата и маската, која визуелно ја растегнува ширината на моделот. Чесите уште еднаш се потрудија да ја унапредат Октавија, што се одгледува и во интериерот и опременоста. Секој детаљ е добро вклопен, материјалите се повеќе од квалитетни, а целокупниот амбиент пријатен. Хибриден погон ќе има и новата генерација на Land Rover Defender. Има изглед кој подсетува на оригиналот со коцкаста каросерија со вертикален заден дел и рамни странични стакла. Предниот дел е малку посовремено решен, додека внатрешноста треба да биде сосема модерна. Впрочем, легендарниот модел под кожа е исполнет со најнови технологии. Меѓу нив се и современите бензински и дизел мотори од 2-литарското Ingenium семејство, на кои подоцна ќе им се придружат 6-цилиндрични агрегати. Возилото е поставено на големата платформа од Land Rover Discovery и Range Rover, која содржи доста алуминиум. За теренските способности ќе биде излишно да зборуваме. Во план се 2 верзии со различни меѓуоскини расстојанија и 3, односно 5 врати. Од Велика Британија, ново широк лак заобиколувајќи ги електричните технологии, годинава меѓу другите ги очекуваме и Bentley Flying Spar, McLaren Elva и Aston Martin DBX. Деклариран како спортски гранд туринг седан, Flying Spar има многу што заедничко со Continental GT. Пред се стилскиот пристап и новата платформа која братски ја делат со Porsche Panamera. Таа за Flying Spar е растегната на 5,3 метри должина, а меѓуоскиното расстојание е продолжено на 3,2 метри. Со тоа на сите патници во Flying Spar им е понуден поголем комфор и луксус секако, кои го обезбедуваат мноштво кожа, дрво и врвна електроника. За погон е задолжен 6-литарскиот 12-цилиндричен агрегат со 635 конски сили. Автоматиката има 8 степени, со чија помош ќе го истрча спринтот до 100 км на час за 3,8 секунди. Се очекува оваа луксузна лимузина да биде понудена со V8 агрегат и во спортска спид изведба. Екстремниот хиперавтомобил McLaren Elva нема ниту покрив, ниту ветробранско стакло. Нему ни требаат кога има 815 коњи моќен V8 мотор. Овој ексклузивен модел пред се е фокусиран на чистото задоволство во возењето. Задоволството е и само да се гледа, бидејќи го краси флуидна интерпретација на дизајнерскиот речник на Мекларен. Познатиот 4-литарски мотор спарен со 7-степен менувач со двојна спојка го забрзува до 100 на час за помалку од 3, а до 200 за 6,7 секунди. Меѓу другото има и активен заден спойлер, карбон керамички сопирачки и седишта од јагленородни влакна. За помалку алтернативните, ветробранското стакло е опционално.
Овој нов двосет на Мекларен ќе биде представен во ограничена серија од 399 примероци по цена од скоро 1,5 милиони фунти секој. Дури и предолго време најавуван и очекуван, првиот кросовер на Астон Мартин конечно е представен. За него се зборува уште од 2015 година, кога на салонот во Женева беше прикажан истоимениот концепт. Се зборуваше многу и тука, затоа што Македонија влезе во потесниот избор како локација за негово производство. Тоа ќе беше преголем залог за нас, исто како што се покаже и дека е за Астон Мартин. Британскиот производител сепак го сожвака за што досега му требаа 4,5 години. Резултатот го гледате. DBX е типичен кросовер со складни линии и витка силуета, чии стилски детали воочливо го поврзуваат со останатите модели на Астон Мартин. За спортските перформанси е задолжен Twin Turbo V8 бензинец од 4 литри со 550 конски сили, кој има потекло од AMG. Цената му изнесува 158.000 фунти. 2020 година ќе остане запишана во историјата и по спојувањето на групата PSA и Fiat Chrysler. Со тоа ќе биде создаден четвртиот најголем глобален автомобилистички производител по обем и трет по приход. Веќе е потпишан обврзувачкиот договор кој предвидува нивно рамноправно учество во новата компанија. Незиното седиште ќе биде во Холандија, а ќе има управен одбор од 11 члена, од кои 6 од PSA и 5 од Fiat Chrysler. Предвидено е акциите на заедничката компанија да котираат на берзите во Париз, Милано и Њујорк. Иако сме на самиот почеток на календарската година, таа бргу ќе помине. Судејки според најавените и ненајавените, новитети ќе има на секои 3 дена. Затоа, ние ќе продолжиме и во оваа година да ви го одржуваме чекорот со светот на возилата. Пред нас се многу предизвици, а тие полесно ќе ги поминеме со несебичната поддршка што ја добиваме од вас, драги гледачи. Се гледаме следната сабота во исто време и истата фреквенција. До гледање.